Почитувани граѓани, денеска истекуваат точно 2 месеци од дводневниот конфликт во Куманово, што одзеде 8 човечки животи на полициски специјалци, остави многу луѓе без своји домови и травматизира повеќе од 115.000 кумановчани. И по 2 месеца нема одговор од најповиканите Груевски и неговата власт, кој, зошто и со каква цел се обиде да ја дестабилизира Македонија. Кој дозволи криминалните групи да влезат во Република Македонија? Зошто власта не спречила овие групи да влезат во државата и да влезат во централното градско подрачје на Куманово? Кого штити јавното обвинителство и 2 месеци по инцидентот и молчи за случајот? Зошто никој не поднесе командна одговорност во штабот при МВР, задолжен да ја координира оваа акција на МВР во Куманово? Митко Чавков, заедно со Мијалков, е еден од двајцата кои командувале со катастрофално изведената операција во Куманово. Дали Чавков за оваа операција е награден со позиција нов министер за внатрешни работи, наместо да биде повикан на одговорност со останатите во командната структура на МВР заедно со поранешната министерка Гордана Јанкуловска? Има информации дека и други лица кои што наместо да поднесат одговорност се наградени. МВР мора да каже по кои критериуми ги делеше финансиските средства и дали е точно дека такви награди добиле и лица во МВР кои немале никаква активност во директните борбени действија. Почитувани граѓани, како што преку вистината за Македонија ги откриваме тешките злоупотреби на власта предводена од Никола Груевски, така СДСМ работи и на откривање на вистината за Куманово. Овој случај нема да дозволиме да се заборави нити да се зацкрие. Груевски ќе мора да одговори на прашањето често поставувано од граѓаните на Куманово и Република Македонија, а тоа е кој беше сценаристот, а кој режисерот на кумановското сценарио. Јасно е дека граѓаните изгубија довербата во институциите на системот. Затоа апелираме да сите кои имаат информации за овој случај во Куманово да не контактираат директно. Ке направиме се да биде расвестлен грозоморниот инцидент, што според многумина имал за цел да ја дефокусира јавноста од актуелната политичка криза во државата и заврши со 8 семејства завиткани во црно, деца во солзи пред срушени куќи и илјадници поставувани прашања зошто.